Значи, почитувана колешка, релативизирањето е мајка на сите порази. Дајте, ако размислувам тесно партиски, вашиот говор денеска е супер. Ова вие што го образлагате како релативизирање на состојбите во државата е најбрзиот начин како да падне оваа власт. Народниот првобранител ви вика дека за 90% се зголемени поплаките од правосудството. Народниот првобранител ви вели управниот суд е алатка во рацете на владата. Народниот првобранител ви вели во последните 2 години драстично е зголемена дискриминацијата по основ на партиска и национална припадност. Па вие на тие теми дојдовте на власт, господјо Калевска. Вие велевте едно општество за сите, вие велевте нема да ги дискриминирате луѓето. Вие велевте дека правосудството е во рацете на претходната власт. Што подобривте, господјо Калевска? Што подобривте? Нарачки, класични нарачки. Благодарам. Институции. И благодарам. Државата. Мислите дека тоа луѓето не го гледаат? Мислите дека вистината кажана на партиски состанок на пратеничката група на СДС сите ја гледаат? И благодарам, Илија. 40 секунди плюс дадовте на колешката Калевска, молам да ја завршам бар мисла. Значи, затоа продолжете да релативизирате. Тоа е на штета на владата, ама за жал е на штета и на граѓаните. Благодарам.